Новинарите во Македонија одамна се вид на кој му треба заштита, но новинарките се во уште полоша состојба. Затоа со мене е Марија Митевска, од неодамна шеф на координативното тело, нели на неформалната група на новинарките и медиумските работнички во Македонија во рамките на нашиот синдикат. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Марија, може ли малку повеќе за таа неформална група која функционира како некаква организација? Како што веќе јавноста беше запознаена, на 10 декември ја имавме промоцијата на женската медиумска мрежа еднаква. Целта беше јавноста да се запознае дека формираме една мрежа која што ќе биде за почеток неформална и која што ќе функционира во рамки на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Всушност иницијативата и потекна од кај нив. Синдикатот беше тој кој што најмногу се заложи за да направиме една ваква мрежа на новинарки, на медиумски работнички. Идејата потекнуваше многу поодамна, се разговараше со колешките и така натака, но веројатно ковид пандемијата беше главниот проблем што порано не ја направивме, па сега беше веројатно вистинското време конечно да ја формираме и да стартуваме нели официјално со работа. Значи, ако добро јас разбирам, синдикатот е тука да ги штити нашите работнички права, а оваа неформална група ќе треба нели да се справува со работите со проблемите кои што излегуваат од, да кажеме, рамката во која што се занимава самиот синдикат. Какви точно проблеми имаат нашите колешки? Како што и самиот кажа, синдикатот првенствено нели се бави со унапредување на работничките права. Една од нашите цели ќе биде токму и тоа, унапредување на правата на жените во медиумите, со самиот факт што најголем процент во фелата ни се жени, сакале тоа да го признаеме или не, од секогаш било така. Генерално ќе ја таргетираме таа целна група од аспект на подобрување на работничките права, бидејќи не ги имаме истите проблеми со мажите, односно со машките колеги. Од друга страна пак ќе имаме и една поширока цел за разлика од синдикатот, нели, кој ќе ни помага во овој дел со работничките права благодарение на искуството што го има, нели, и действувањето и правната помош која што ја нуди практично за своите членови. Ќе се фокусираме на онлайн вознемирувањето, бидејќи факт е дека жените во медиумите се почесто цел на онлайн вознемирување и тоа не го говорам јас, тоа го говорат анализите и истражувањата. Целта е секогаш нели да се наруши личниот интегритет на новинарката или медиумската работничка. Нели на незината личност, на незината интима се навлегува, нели, се даваат најчесто погрешни информации за личноста, така и се гледа на тој начин да се сруши незиното дело. Баш така да се подкопа незината работа со нарушување на личниот интегритет и тоа е најчесто нели со одредени навреди кои што нели се фокусирани само кон женскиот род. Да, секогаш е претежно е сексизам, но ако го премолчиме сексизмот, ако ги премолчиме овие онлайн нели навреди од овој тип, кои вели дека нема да прераснат по закани за безбедноста на жените во медиумите, затоа што сме имале и такви случаи до сега. Многу неубави случаи, да. Така, а со оглед на фактот дека интернетот е се повеќе и повеќе нели го зазема нашето секојдневие и се повеќе луѓето се информираат и од социјални мрежи, од интернет медиуми. Изборите во Америка покажаа дека меинстрим медиумите не значат ништо, дека интернетот, нели, социјалните мрежи се тие кои што и очекувано е се поголем и поголем таргет да бидат жените во медиумите. Како ќе се борите против тоа? Значи, оние тролови ги има преполни интернетот со нив.
еве ја не сум жена, мене не ми се оди на Facebook веќе. Така. Видете, со самиот факт што до сега многу ретко од жените во медиумите кога биле таргет на некакво онлайн вознемирување реагирале бидејќи знаеле дека институциите практично нема да преземат ништо бидејќи најчесто се гледа заканата да биде нели поопасна за да действуваат. Сакаме најпрвен да добијат гласност во смисла да пријават. Ако не пријават, секако ние ќе го мониторираме тоа и кога ќе застане цела една мрежа на жени во медиумите јавно ќе каже таа и таа колешка беше таргетирана, не е во ред од ова и ова лице на социјалните мрежи, за почеток мислам дека ќе биде доволно за малку да ја покренеме свеста дека не може секој на социјалните мрежи онлайн да пишува што сака. Аутирате насилникот, ќе му едноставно ќе го направите славен, па да видиме дали во негативна смисла славен. Да, тоа е првиот чекор, се разбира. Доколку нели тој чекор не го даде посакуваниот резултат, ќе презимаме и други мерки и секако ќе на жените секако ќе се обидеме да им дадеме и поголема заштита доколку нели таа е потребна ако тоа прерасне во нешто нели по сериозно. Во секој случај мислам дека согласноста, сме имали и такви примери, согласноста ќе стишат оние луѓе кои што нели сакаат онлайн да вознемируваат кој ќе направите славен, кој ќе направите работнички. нели кој ќе има голем број на шерови, тоа е едноставно најголемиот дел од нив ќе се претпоставуваме ќе се повлечат и тоа е добра мерка според мене, а не чини пари, не се оди на суд. Да, така. Тоа е добро, да. Нели, најголемиот дел од малтретираните се жени од новинарите, но зошто е тоа така? Дали можеби некои центри на моќ се обидуваат политички, економски, нели, да го направат тоа со цел да сокријат некои своји дејанија, веројатно, нели, ако таа новинарка претпоставувам има некој прилог, некој истражувачка дејност, нели, претпоставувам дека тука се мотивите за тоа малтретирање. Па не би било прв пат нели мотивот да е тоа и најчесто е така, односно нели во име на тие што се цел на одредена новинарска сторија или истражување, има луѓе кои што ќе действуваат онлайн за да ги заштитат со нарушување на личниот интегритет нели на новинарката која што е работела сторијата. Ги имаме нели и троловите, сите сме свесни дека секоја политичка партија има собствени тролови, ботови на социјалните мрежи кои што нели доволно е крај крајава само да видат одреден новинарски текст кој што не им оди во прилог, па самите да го почнат нападот. Можеби не мора и некој да им наложи, работата им е тоа практично. Си ја знаат. Така. Најчесто доаѓа од такви луѓе, некогаш доаѓа и од симпатизери нели на одредена политичка партија, па сметаат дека нели така дека е нападната. Како тоа да се смени во смисла со некои законски норми, да новинарите, не само жените, туку и мажите, бидејќи постојано, на пример, ја да кажеме секој ден за моите истории имате ботови што само тие коментираат, нели? Од едната и од другата страна и тие обично меѓу себе се караат на моите постови на Facebook. Може ли тоа се среди некако или па се задира во слободата на говорот? Не знам тоа како би. Зависи, ако имаме нели директна закана, ако имаме директен говор на омраза, ако имаме некаков вид на дискриминација таму, ако имаме некаков вид на уцена, сето тоа е можност да се пријави и да се документира. Тоа е првиот чекор. Ако не пријавуваме и не документираме, како ќе знаеме дека имаме проблем? Сите сме свесни дека имаме проблем, но никој реално не знае всушност колкав е проблемот, бидејќи се случува на индивидуално ниво. Сега, ако ги документираме сите случаи, ако секој новинарка, медиумски работник пријави. И ако на крајот од денот имаме статистика и велиме Волко и Волко пријавиле дали во синдикатот, дали во ЗНМ, дали во МВР, во било која надлежна институција или организација, и кога ќе направиме на крајот од денот статистика толку и толку луѓе ни биле таргетирани на ваков начин на интернет, не се преземало ништо, се преземало, тогаш веќе имаме една поинаква слика, односно добиваме една реална слика за тоа што ни се случува. Но ако премолчиме,
бидејќи нормализирано е, за жал е нормализирано. Нормализирано е некој на интернет да те навреди и ти да не реагираш. Не треба да е така. 100% на тоа се однесувам, го игнорирам тоа. Веројатно не треба да биде така, но Не треба да биде така, затоа што ако го игнорираме, пак ќе кажам, секогаш може тоа да ескалира. И не само тоа, води и до самоцензура, да бидеме реални. Ако некој постојано те таргетира за твојата работа на интернет и онлайн те вознемирува, сакал или неќел, подсвесно ти влијае и може да доведе до самоцензура и потоа да се запрашаш наредниот пат кога ќе пишуваш за одредена тема која што знаеш дека ќе најде на реакција, како ќе ја напишеш и како ќе ја сработиш. Да, тука се сложувам 100%. Сега, дали би реагирале можеби за оној мобинг што можеби нашите колички го трпат на работните места, не само на виртуелните места, него во реално време. Секако дека да. Сигурно сум дека има голем број такви проблеми. Има, да. Секако дека да. Значи, освен или онлайн вознемирувањето, ние ќе действуваме и на подобра средина на работа за жените во медиумите. Ова што го спомена, мобинг, дискриминација, имаме ситуации ден денес не само во медиумите и во било која фирма, жените кога одат на интервју за работа се прашуваат нели дали ќе раѓаат деца, така, дали планираат второ дете, дали ќе бидат достапни 24/7 за медиумот и така натака. Имаме, значи, тоа е еден вид на родова дискриминација. Значи, сите овие аспекти планираме да ги офатиме со тоа што сега во тек е изработка нели на нашата веб страна, практично од сајтот на синдикатот ќе води кон нашата веб страна каде што секој ќе има можност било каков проблем кој што смета дека го има на работното место или во врска со работното место да го пријави и заедно потоа со синдикатот да действуваме, да реагираме. Целта е сите жени во медиумите да добијат гласност, да бидат слушнати и да бидат разбрани за своите проблеми. Секако и на крајот да се најде решение за тој проблем. На крајот едно прашање за една оценка или проценка во каква состојба се наоѓа новинарството овие денови. Не е баш светла оценката, предпоставувам. Мислам дека одамна не е светла проценката за новинарството во државата. Види, ако земеме во предвид анализите на синдикатот кои што покажуваат дека малтен околу 60% или над 60% од новинарите во земјата и медиумските работници земаат плата под просечната, само тој факт ни говори дека новинарството веќе не е ни атрактивна професија, ни исплатлива професија, а да не збориме за состојбата во медиумите, но сите сме тука затоа што сме избрале професијата што ја сакаме и сакаме да ја работиме. Не ја работиме. Да, за пари дефинитивно не ја работиме, затоа и многу колеги отидоа и во односи со јавност, веројатно. Но еве се трудиме и действуваме да направиме нешто подобро, бидејќи ако ние не се заложиме самите за себе си, тогаш кој? Исте случајот и со женската медиумска мрежа. Ако заедно обединето не действуваме за проблемите кои што не мачат и со кои што се соочуваме, тогаш кој ќе дојде да ни ги реши? Марија Митевска, многу благодарам на овој интервју. Се надевам дека повторно ќе се видиме во студиото на Слободен печат. Ви благодарам и вам за поканата. Почитувани гледачи, вие останете со нашата програма.